Штипјани со повисок коефициент на емоционална интелигенција од Скопјани, Радовишани заостануваат позади Струмајчани, а Битолчани засега највисоко котираат на скалата за мерење на емоционална интелигенција кај урбаното население. Ова го покажуваат првичните заклучоци од мерењата кои се во тек и кои за прв пат се случуваат на колективно ниво, односно на ниво на држава. По примерот на земјите во регионов, Македонија е вметната во базата на податоци каде се потребни наоди за пополнување на графа за поемотивно интелигентни или пак поемотивно неинтелигентни личности кои живеат во урбаните и руралните подрачја. Обработените податоци од страна на стручен тим составен од универзитетски професори, засега нашата држава е лоцирана средишниот дел на списокот на земји од Западен Балкан. Истражувањето уследи по огромниот иселенички бран што ги зафати бившите југословенски републики, изјави за Емнет професор доктор Мирослав Крстич, кој објаснува дека повисокиот коефициент на емоционална интелигенција се рефлектира помеѓу другото и преку личната тенденција и стремеж кон благосостојба, како и преку изборот на поквалитетен начин на живот. Емоционално интелигентните луѓе секојдневно го трасираат патот кон животот со помалку стрес, поголема наобразба, следење на светските трендови за живот, како и фокус на етика на здравјето, етика кон природното обкружување, како и информатичката етика. Токму во овие сегменти предначат Кочанчани пред Беровчани, каде еколошкиот аспект при третирање на колективната емоционална интелигенција е на трето место. Истражувањата продолжуваат, а поставената хипотеза се однесува на тоа дека емотивно поинтелигентните луѓе ја напуштаат територијата на Република Северна Македонија. Општо познат факт. Она што е непознато е и обратната миграција на македонци кои по 20 на години работа во странство се враќаат и купуваат недвижности. Нивната европска навика за материјално обезбедување на повозрасни години, односно живот во благосостојба, се рефлектира и во Македонија. Во однос на повисока емоционална интелигенција, овие истражувања потврдија дека сепак истата е повисока кај жителите во градовите, отколку кај населението во руралните подрачја. Првичните анализи покажаа и тоа дека србите процентуално имаат повисока тенденција кон благосостојба од македонците.